Добар ден, еве денес завршивме, можам да кажам успешно, уште една работилница која што имаше за цел да се покрене самосвесноста кај идентификуваните корисници и нивните родители за нивните права, но и да бидат освестени и осознаени за бенефитите кои што можат од тоа да го добијат. Пред се на денешната работилница, освен она што значеше информација за проектот и се што е направено во периодот досега, акцентот го ставивме на можноста за самопомагање, самопомош и поддршка од други лица на целната група, а тоа се лицата со посебни потреби и нивните родители. Првенствено акцентот го ставивме на менталното здравје и фактори кои влијаат на нарушување на менталното здравје преку одбрани соодветни вежби и техники во работата, за да имаме една интерактивна повратна информација од учесниците, да можеме поблиску да се запознаеме со нивните потреби и да ги насочиме правилно што е тоа што можат да го очекуваат и да го искористат. Во таа прилика споделивме со нив повеќе можни техники и стратегии на самопомош, како да си помогнат во ситуација кога чувствуваат одредени стресни состојби, чувствуваат состојба на депресија или некои компоненти на депресија, или некои други, како анксиозност или, да кажам, други состојби кои што значат нарушување на менталното здравје, дека има можности и техники каде тие можат, користејќи ги, да развијат вештина за нивната примена и да си помогнат во одредени ситуации. Меѓутоа, им дадовме многу добра информација што проектот предвидува нешто што е многу важно и значајно, тоа е социопсихолошка поддршка за нивните потреби во однос на нивното ментално здравје. Значи, ќе имаат можност учесниците да се пријават кај соодветни лиценцирани стручни лица, психолози, социјални работници и други компетентни лица кои што ќе работат со терапевтски постапки за унапредување на нивното здравје или нивните кризни состојби, како на родителите, така и на нивните деца. Сакам да кажам дека прифаќањето на една ваква услуга значи храброст, самосвесност на лицето, бидејќи тоа констатира дека има потреба од една таква поддршка и е информирано кој е тоа лице што може најсоодветно да му ја пружи таа поддршка. Ако ние на вакви средби, стручните лица ги нарекуваат фокус средби, работилници, значи не добиеме сознаење повратни, да ние да зборуваме само и да ви кажуваме, треба да добиеме од вас повратно, кои се вашите потреби, кои се вашите очекувања од нас како општина, од училиштето, од образовните асистенти, од заедницата, накратко да кажем. Тука имате работен налог на кој што ќе наведете, еве за родителите ќе кажам, вика наведете каква поддршка и помош ви е потребна на вас и вашето семејство за остварување на потребите на вашето дете. Значи сега работилницата ни е на нас, за децата и лицата со попреченост, ќе се фокусираме на тој проблем. Може ја имам потреба да си купа не знам што, но нема да се задржуваме на таквија потреби и проблеми, значи фокусирајте се на потребите што ги имате моментално за вашите деца.